2,05% во Македонија мислиме дека не слушнале, а не пак да знаат за Горно Оризари. Да, знаат за Кочанско Оризари, за Велешко, Битолско. Кој пак не знае за Шуто Оризари Скопско. Култно место за филм, музика, мода. Ама ова кој е? Каде? Па тука, над Джелем. Ако е Шутка долно, ова е Горно Оризари, на 2-3 километри над долното. Или меѓу Шутка и подножјето на Скопска Црна Гора. Горно Оризари е средно големо и убаво село. Питоми луѓе и вредни. Некогаш живееле од кромит, ама сега речиси 90% работат во градот. Невработени речиси нема. Близу до градот, ама надвор од неговата забрефтаност, нервози и гужва. Одат и си доаѓаат во нивниот мир и спокој. За нервозите нека му ја мислат граѓаните. Злате, динамичен, средовечен човек, работи во Ериксон, Македонија. Може кога сака да живее во Скопје, ама Горно Оризари, нели, е незаменливо. Ни ја кажува личната карта на селото. Оризари у моментот некаде околу 130 домакинства има. Жители негде околу 700 и нешто, приближно сега, не би рекол точно. Гласачко тело негде не е околу 400 и нешто, за време на изборите кога беа. Постојано се шири, мислам дека не би рекол многу, али пак се шири на некој начин. Живее селото. Доаѓаат од сите страни, се населуваат? Па доаѓаат, веќе може да речам од цела Македонија имаме повеќе од Паланка, Куманово, Македонски Брод и другите околни места на Македонија што се. Па има и од градот, сега некои се враќаат, имаат викендички тука, на некој начин си доаѓаат и така да живее селото приближно. Во денешницава повеќе се сите на работа, да кажам. Порано било на некој начин земјоделијата и нешто сточарството, али сега тоа е изумрено веќе, сега нема ништо у моментов. Нешто ситно земјоделија за себе што произведуваат и така. Сите во град работа? Па претежно сите се. Пошто и блиско ни е градот на некој начин, сите се долу у град. Колку е блиско? Па некаде оддалечени сме од центар на Скопје 9 километри до центарот на Скопје. Поврзани сме со локален пат, два локални патишта имаме, овој што графитира према општината Шуто Оризари и левата страна према Бутел, наречена Коцка, и десно идеме према Визбегово, гледано према Карпуш 1, да речем така. Автобуси имаме моментот, тука што поминуваат на оваа улица, два автобуси, тоа е 71 и 81. Задоволни? Па на некој начин да. Можда вечерните часови за младите немаме толку покасно некоја тура, да речеме, автобус, али у селина сме задоволни. Комуналната инфраструктура ние малце, да речем, према локалното ниво, некако соработка да не е слаба, ама ние се држиме меѓу себе, да речем, на некој начин. Имаме интерен водовод што самите го одржаваме и самите го изградиме на некој начин. И сега го држиме по секоја цена, иначе ќе немаме капка вода во село. Ама летово многу нема, а вие имавте? Па имавме со домакинско работење, со добар одржувач, добра, да речем, тимска работа, така да успеаме на некој начин да преболиме оваа криза, оваа година што не снајде. Па улиците до некаде се асфалтирани, останало уште нешто малку. Со качиња? Со качиња некои имаме за асфалтирање, тоа се случи сега пред 3-4 години. Успеавме нешто да добиеме некој средство од рурален развој и на тој начин да ги асфалтираме, иначе не ни беа асфалтирани откако памтам ја за себе. Ама сега не газите кал? Сега да. Што? Не газиме кал, имаме асфалт на некој начин малку и така. Со осветлувањето ноќе се сопнувате или? Не се сопнуваме, ама доаѓаат периодично кога по 5-6 дена немаме светло. И сега тука малци општината на некој начин слабо реагира. Че прегори некоја сјалица, тешко ја менуваат, треба да ги молиш. Моментално во селово ни е проблем фекалната канализација. Ние пред 4 години успеаме
како главен крак, главната мрежа да ја направиме, пак ќе кажам од собствени средства, изградиме еден проект. Тој проект го амплициравме на него во рурален развој, добиме некои средства, го изградиме. Ни остана само секундарната мрежа, од кој што до ден денеска не може да успееме на било кој начин не ве бркаме. Сите поднесоме пак во рурален развој документи комплет, еве ги 3 години немаме одговор ни дали е одобрено или не е одобрено на некој начин. И сега тоа ни е најголем проблем у селото што треба да го решиме, пошто целата околина некако на некој начин е загадена од фекалии. И изворите кај што ни се водоводот, и тука имаме населено место што и тие септички јами пробиваат, имаме голем проблем. Па како село, мислам дека и местоположбата му е добра за живот, не е далеко од град, така на некој начин перифериски сме добри. Добро место за живење. Добро, за мене мислам дека е добро. Јас сум тука роден и ми е убаво, да ви кажам. Така со селото. А оризарчани добивме впечаток не се многу початалење, демек фалбаџии. Ама новата црква е навистина гордост на селото. Сами си ја изградија. Имаме нова црква градена 95-та година. Почната. Со придонос на селското население. Од надвор ништо. Само со наш труд, со наши средства. Докај стигнеме до таму. Али успееме да изградиме. Да направиме. Супер, најубава црква Скопско околие. Ќе видиме. Ќе видите, ќе се уверите. 2015 година. Што? Осветувањето беше. Која освет? Па самото село, со свештеници од озала, господин Стефан дојде со него и со придружбата негова што беа. Па си ја почитуваат, ама не да речеме 100%. Има некој си почитува, некој не ја посетува воопште црквата. А младите почнуваат да... Да ви кажам, тие помалите генерации што се поактивни се до црква. Тие дечи што, да речеме, од 7-8 години, па до 10-12 години, поактивни се. Си трчкаат по дворот? Играат тамо цел ден. Каде? Унатре, од просториите, мислим, кругот на црквата. Кои ќе се приберат младите деца, кои ќе видам тука, ќе почастам по едно сокче и бараат метли за да метат, да чистат кругот унатре. Али тоа ме радува, ми исполнуваме не тоа. Да, битно е младиот свет да се привлече. Една навика да имаат за да доаѓаат во храмот. Тоа е граден за нас, не е битно за нас постари, али исклучок за нив млади е тоа правено. Они наследуваат. А има венчавки? Па да ти кажам ретко, некој слабо ни се женат сега. Избегаваат, вика, сиромаштија, вика. Ако ја земам, треба да ја ранам, а работа нема. И тие што работат с минимални плати, нема ништо. Многу мали. И не сме да се женат. Нема свадби, венчевки, нема крштевки. Имате многу беќари? Па има. Можда 20 нагоре. Има. Што им е време да се женат. Ама они уште тактизирал. Не сакав, чекаат подобри времиња. Два празника славиме во чест на името на Света Петка. На 7 навечер црквата спрема вечера, има гости од надвор, од град, од другите села, на мештаните тука. Сите се тука. Музика, игранка, све има тоа. И втората петка? И на 27 октомври, втората Света Петка, таа е главна Света Петка. Црквата е нова, а селото да ти било старо. А ние богати, кога доаѓавме, бевме убедени дека ова е ново село, самоникло, саможиво, некако случајно настанало како дивоградба. Не бе, оризари, ни кажува Чичко Томче, постои најмалку 2-3 века. А еве и како. Скотоме, од која галабија сте вие? Мирчевци.
Кои се најстари? Мирчевци се најстари одека во ова горно Оризари. А после нив? После нив се Таневци, па тие додени се овие тие Велковци? Велковци. И тие се покасно дојдени. Ние се преземаме Мирчевци од почетокот. Нака, знаеш, ја што сум слушал, а истото ви го кажувам. Дека почетокот овде тука имал куќа, тој главниот, оджата, што ти ја знам. И кога дедо ме Мирче, после Стефан, Илија и još едниот, како го викале, Борис ли, дошле од тетово тука, значи на печалба. Работеле кај тој главниот тука. Бегот. Бегот, што викаш ти. И кога се покажале како многу добри работници. И тој, да, тука Мирчевци. И тој видел дека многу послушни биле на тоа време, така било и морало тоа да го сторат, зашто животот така е. Ако не работиш денеска, и нема. Кога главниот Бегот реко, деца, вие сте многу послушни. Затоа, еве овдека ќе ви дадам место, едно 10 хектара место ќе ви дадам, да си куќички направите и тука да бидете поблизу со нас. Да не одите редовно, вика, Брезно. Ние сме од Брезно, Тетовско. Ако сте слушнале. Тоа било пред 200 години? 200 години може да било, што ти знам. И кога тие, добро, фала ти многу, вика, што не послушај и што ни даде место тука да работи. Направиле куќички, тие тој главниот Мирче се викал. Направил куќичка овдека една и полека, значи се размножило фамилијата. После дошле тие Таневците, тие се одморало негде тука дојдени. Од Косово денешно? Косово морала, на таа страна, мислим, сакам да кажам. И така ти викам, останале тука од почетокот и сега се размножиме ние, Мирчевци, еден слава ни е нас Мирчевска и таа е по 30 куќи се Мирчевци. Просто имени. Памтиш многу. Порано од што се живееше тука? Од нарочито оваа страна сме живееле највише од кромилот. Тоа го обиѓаваше. Нема што тука. Што не можам да кажам дека Орис имало или овона. Од кромилот се највише. И тоа пред време сме го саделе уште на есен. И така се живеело некако мизерни живот. Не е како сега. Значи, денешниве вредни домакини се наследници на оние исполичари, аргати кај Бегот, уште пред 200-300 години. Тогаш, а и сега, се работливи луѓе. Се знаат сите меѓу себе, па половина село потекнуваат од галабиите Мирчевци, Таневци, Велковци. Исповрзани, а богами и сите вака или онака роднини. Сезона е на гроздобер,
Кај Стево да се собере родот дошле внуци, роднини, комшии. Така е редот. Така било од секогаш. Само небото да беше од помош, ке имаше убав род. Вака за дома ке има. За Митровден и Божик ке се пие, а за понатаму тешко. Добар ден. Добар ден. Господ што? Господ добро да ви даде. Ајде работа. Живи биле. Да ви се врати пак и вас ваква работа. Како годинава? Слабо род. Нема дош. Лесно е? Абе, не е лесно, ама не роди, нема дош, 3 месеци не заврна и толку. Во јули беше најдобро да заврне. Па у јули, у април да заврнеше, април да заврне и мај еднаш и не му требеше. Ке завршеше работа. Ке завршише, да. Така. Е, сега што е тука, а? Сега што е, тоа е, да го прибереме и тоа, и така да за ова година толку. За дома ке има. Кима. Што? Кима за дома. Па обично за дома си береме ние, не. Колку имаш? Па ние ова не дека 1800 метра е, 2 тона не дека тук. Али сега е подбацено млако. На половина? Да, па тука нека. Колку? Па 1000 кила, 1200. Има за дома. Кима. А во добри години Во добри години, кога има дош, добро раѓа. и пак се за дома? И пак за дома. И па колку го пие? И па тој кога доаѓаат пријатели, уштерии, другари и така. А какво е лозито? Мешано? Па лоѓето има камбур, има пловдинка, нишевка има, Претежно нишан. претежно нишевка. Зашто? Па тоа е винско грозје, тоа е стара лоза, така викаат старите. И ние така сме ја затекнали и понатака продолжуваме со старата лоза. На здравје голото и комињакот. До година подобра среќа и род. Го напуштаме Горново Ризари и патуваме во некое друго убаво село во Македонија.